Каратистот Марко Џорлев од Штип, иако млад со 14 години, зад себе веќе има големи достигнувања резултати, за кои, како што вели земне телевизија, е исклучително горд. Џорлев вели дека во секој спорт за да има големи успеси мора да има и мали жртви, но додава дека тој ужива во каратето како спорт, треба посветено дисциплина и голема желба за успех. Џорлев дополнува дека кога се сака се може да се постигне паралелно со напорните тренинзи пред големите надпреварувања и со училишните обврски. Видете, мора да има мали жртви за да има големи успеси, но јас уживам во тоа, бидејќи јас навистина го сакам овој спорт и каратето, и тоа на мене ми представува задоволство. Но секако, кога не очекуваат вакви тешки надпревари, од големи надпревари, правиме и по 2 тренинзи на ден, некогаш и подолго остануваме на тренинзи, анализираме противници, некогаш имам и доста за учење, например, на училиште, но се справувам да постигнам се и немам проблем. Младиот каратист од Штип е балкански шампион за 2024 година, а има трето место од Светската младинска лига во Пореч, но во иднина ќе цели кон уште поголеми резултати. Тој и деновите заминува на Европското првенство во Кипар, каде очекува освојување на медал, а ќе се подготвува за настапи на Светското првенство кое ќе се одржи во октомври годинава. Па досега, како што знаете, јас сум балкански шампион за 2024 година и трето место на Светска младинска лига во Пореч. Тоа се можем да кажем двете мои најголеми достигнувања. 4 пати сум државен првак на Македонија и можем да кажем дека сум доста горд на тоа. А за следни достигнувања е сега Европското првенство на кое се надевам навистина дека ќе освојам медал и дека има многу добри борби. Оваа година исто така во октомври ме чека светско првенство, исто така за младинци, за кадети. Така да ќе се спремам и за тоа и тоа се моите следни цели. Со многу труд, желба и успех, посветеност и дисциплина, успехот е загарантиран, а Марко Џорлев веќе со своите 14 години има резултати за почит, а во иднина ќе цели кон уште поголеми успеси, што ќе биде гордост не само за Штип, туку и за Македонија.